Добро вечер, стартуваме со дневникот на Канал Плюс телевизија. Погледнете ги кратките најави за настаните. Општина Штип работи на уредување на целиот простор покрај пешачката патека кај река Брегалница. Во тек се подготовките за пуштање во употреба на домот за стари лица во Берово. Од мај започнуваат уписите на првачињата во основните училишта за децата родени во 2009 година. Општина Штип работи на уредување на целиот простор покрај пешачката патека кај река Брегалница. Таму деновиве е поставен дрворед, а следува и целосно хортикултурно уредување. Јавното предпријатие ИСАР заедно со локалната самоуправа започнаа со уредување на патеката позади ИСАРот покрај течението на река Брегалница. Засадени се дрвца од видот јасен и јавор багрем, а стрмниот дел е засаден со чемпрес. Засадени се некаде околу 65 стебла на багрем, јасен и јавор, а инаку целото ова засадување продолжува до самата автобуска станица. Целата онаа косина се обидуваме да ја спречиме онаа ерозија и оној нанос на земја, што паѓа на самата патека. Тука се засадени повеќе видови на грмушки, исто така багрем, двугодишен багрем, засадени се котонеастри, форзиција, се пироканта, повеќе видови на грмушести стебла кои што со самите своји крошни би ја спречиле она ерозија на самото земјиште. Освен ваквиот вид на дрвца, се планира на оваа површина да се засадат и овошни насади. Ние нема тука да застанеме, значи ќе продолжиме со уредувањето на патеката, ќе засадиме некои овошни стебла во смисол на вишни, на сливи, можеби и црвени сливи, така да сето ова дојде со еден посебен амбиент и граѓаните кои што ја користат оваа патека едноставно доживаат. Јасен и јавор неодамна бија засадени и во населбата Дузлак, а наредната недела ќе се уредува површина во населбата Баби. Она што е најважно за да се задржат овие садници, ЈПИСАР апелираат до сите граѓани, свеста да им биде на највисоко ниво, бидејќи сето тоа се прави за нив. Ваквата акција на ЈПИСАР и локалната самоуправа овозможува пријатен амбиент и уживање при шетањето на граѓаните на општина Штип. Министерството за труд и социјална политика и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија денес во Кочани имаа јавен настан Ден за вас, посветен на граѓаните и нивните права од пензиското и инвалидско осигурување. Заинтересираните можат онлайн да го проверат својот работен стаж, платите и другите податоци. Граѓаните на општина Кочани денеска имаа можност да се запознаат со нивните права од пензиското и инвалидското осигурување, да се го проверат работниот стаж, платите и други податоци на отворениот ден кој го организираше Министерството за труд и социјална политика во соработка со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. На штандот кој беше поставен во градскиот парк во Кочани присуствуваа и представници од институциите и раководителот на подрачната единица на Фондот за пензиско осигурување во Кочани. Фондот за пензиско и инвалидско осигурување познато е дека одржува отворен ден за населението, во кој што одговара на потребните прашања во смисла на докуп на стаж, во смисла на изготвување на листа за проверка на валидни и невалидни пријави, кој што е основен услов за одење во пензија на странците. Сите нерасчистени дилеми околу валидирање на пријавите и остварен законски стаж денес можат на увид да ги добијат граѓаните на Кочани. На отворениот ден со граѓаните присуствуваше и градоначалникот Димитровски, кој подржувајќи ваквата активност изјави: Владата на Република Македонија заедно со општината и заедно со надлежните институции од Фондот за здравство и МАПАС организираат средба, односно отворен ден, на кој што отворен ден можат сите граѓани да дојдат да си ги проверат своите податоци во делот на пензиското осигурување, односно во делот на утврдување на стажот. Ова акција е во цела држава
и ние како општина Кочани се вклучуваме во таа акција и едноставно ги правиме институциите поблиски до граѓаните. Граѓаните на Кочани најмногу се интересираа за остварувањето на стажот за пензиско осигурување, за валидните и невалидните пријави за стаж од страна на фирмите, како и за најновите законски мерки за откуп на стаж кои се очекува наскоро да бидат донесени. Во тек се подготовките за пуштање во употреба на домот за стари лица во Берово. Старите лица од крајниот исток ќе го добијат првиот дом за згрижување во регионот, каде ќе можат во спокој да ги минуваат пензионерските денови. Во тек се финалните подготовки за отварање на првиот дом за стари лица во источниот дел од државата. Во Берово, зградата на поранешна Пелагонија прерасна во старички дом по сите европски стандарди. Ние сме прва општина во Република Македонија која по добивањето на објектите кои беа собственост на Република Македонија формиравме предпријатие за јавно предпријатие со посебни намени за згрижување на стари лица, тоест тоа е изградбата, реконструкцијата, изградбата на старечкиот дом. Во постапка е добивањето на согласност и опремување на старечкиот дом од страна на Министерството за труд и социјална работа и мислам дека оваа постапка во најскоро време ќе заврши, ќе биде опремен домот и ќе отпочне со работа. Домот за стари лица е донација од хуманитарната организација Холандија Македонија вредна околу 120.000 евра. Останатите средства ги обезбеди општина Берово. Во тек се финалните подготовки за отварање на домот, а сакам да најавам дека преговараме за добивање на финансиски средства за проширување на капацитетите на домот. Секојдневно за здравјето на пензионерите ќе се грижат медицински сестри и лекари. Првиот старички дом во Источна Македонија ќе обезбеди дом за околу 100 пензионери со можност за проширување на капацитетот на домот, изјави градоначалникот Драги Наџински. Нови пешачки патеки и канали за одводнување ќе добијат неколку улици во центарот и периферијата на Македонска Каменица. За овој проект општината ќе издвои околу 8 милиони денари. Неколку улици од центарот и периферијата во Македонска Каменица ќе добијат нови тротоари. Модерно уредени пешачки патеки ќе добијат улиците Осоговска, 14 јуни и Индустријска, најавува градоначалникот Дарко Митевски. Продолжуваат градежните активности за уредување на пешачките патеки во централното градско подрачје, но и на периферијата на општината. Во овој момент работиме на поставување на павер елементи за овие пешачки патеки на улица Осоговска. Со уредувањето на пешачките патеки ги продолжиме на улицата 14 јуни и на улицата Индустријска. Со ова, значи, на централното градско подрачје, но и на периферијата, со уредување на овие пешачки патеки ќе дадеме еден урбан лик и ќе створиме услови за подобра пристапност на граѓаните на општина Македонска Каменица. Освен пешачките патеки, овие и улиците Македонска и Линденска во оваа градежна сезона ќе добијат и атмосферски канали за одводнување. Паралелно со тоа се изработуваат и одводни канали за атмосферска вода на неколку улици во општина Македонска Каменица, на улица Индустријска. После тоа ќе следи изработка на одводен канал за атмосферска вода на улица и Линденска и улица Македонска. Проектот за изведување на бетонските работи и уредување на пешачките патеки во Македонска Каменица се со вредност од приближно 8 милиони денари, истакна градоначалникот Митевски, а се обезбедени од буџетот на општината. 64 години од доселувањето на првите жители во штипската населба Балканска. Меѓу првите биле семејствата Димкови, Бурназови и Дурдубакови, сите протерани од Егејска Македонија. Денес Балканска е современа населба со сите урбани белези, која е дом на над 1200 жители. Поранешната штипска населба Свињогојство, која подоцна го доби името Балканска, одбележува 64 години од постоењето. Првите жители овде се населуваат од Егејска Македонија. Во аналите на постоењето ќе останат запишани имињата на првите три семејства – Димкови, Дурдубакови и Бурназови. 1947 година ја напуштивме нашата родна куќа во село Пожарско. 10 години помина, 47 до 57 година ние беме во оваа населба. У таа куќа трите фамилии живеевме, сите имаме по една соба.
и таму живеевме подлого време, па после почнавме да си правиме некои шупи, некои додававме, па некои после со текот на времето почнавме и куќи да правиме. Беме многу сложни, ние тука Балканска, што сме старцоделците, и пат си прави на Великден и Гранка, на Божек и Гранка, разонада на Великден 3 дена. Зошто вдомувањето било токму овде, каде што била сместена најголемата свинјерска фарма во Штип? Татко ми имаше една задача да биде поблиско до Штип, поблиско до према нашиот крај. Со текот на времето, Балканска станува место за постојано прибежиште на многу нови дојденци, со што населбата се повеќе се зголемува. После 3-4 месеци дојде уште 5 фамилии, па уште 2 дојдова и станаме 11 фамилии се на се. Неколку години подосна во близина никнува текстилниот гигант Македонка, каде што работа и екзистенција обезбедуваат сите работоспособни од населбата. Пушти се фабриката и се запослил Кунчона. И у Кунчона отиде у пензија. Татко на почетокот работеше у свинјогојството, мислам, од свинјогојство се ише, чува свини, додека беа свините, работеа таму, а после кога се распаднаа, мислам, кога ги продеа свините, почна да работат у Македонка. Денес Балканска е современа приградска населба која оди во посакуваната насока. Сепак жителите сметаат дека животот би бил уште подобар доколку се решат уште неколку комунални потреби. Нова населба пред 1-3 години се легализира. Тоа е една благодарност до владата, тоа се ќе платено. Едноставно за земјиштето како да се плати тоа да биде наше. Најважното е патот да се направи. Проблемот е патот и водата. Ние денеска немаме вода за пиење, пиеме вода техничка. Балканци, благодарение на бизнисменот Ванчо Богдов и поддршката на општината, наскоро ќе добијат црква каде што ќе можат да ги обавуваат сите црковни обичаи. Од мај започнуваат уписите на првачињата во основните училишта за децата родени во 2009 година. Задолжителен документ за уписи оваа година е потврда од матичен лекар за извршена имунизација на децата. Во општина Штип од септември се очекуваат околу 600 првачиња да го започнат основно образование. Од 1 мај започнува процесот за запишување на децата од предучилишна возраст во основно образование. Според податоците од патронажната служба на општина Штип, оваа година статистиката покажува бројка од околу 587 дечиња кои се родени од 1 јануари до 31 декември во 2009 година. Во овој уписен рок се опфатени дечињата родени во првиот месец од 2010 година. Во оваа бројка влегуваат и новороденчињата родени од 1 јануари до 31 јануари 2010 бројка. Се податоците се однесуваат на општина Штип и на Карбинци. Меѓутоа, податоците подоцна кои што ќе ги добиеме, кои што ќе бидат конечен податок, ќе ги очекуваме од државниот просветен инспектор. Тоа ќе бидат податоци од матичната книга на родените и овде ќе бидат селектирани они ученици кои што со своите фамилии се одселиле од град Штип или имаме некои доселени лица, доселени фамилии во кои што имаме ученици, дечиња кои што ќе започнат со прво оделение во учебната 2015-2016 година. Според компарацијата направена со минатогодишните податоци, за оваа година може да се каже дека има благ пораст на дечиња кои ќе се запишат во 5 основни училишта во општина Штип. Бројка од 393 ученици се запишале во учебната 2013-2014 година, што оваа година бројот е зголемен за околу 190. Родителите се должни при уписот да достават и потврда за приманите вакцини на детето. Значи, според компарацијата што ја направивме со минатогодишните податоци, имаме очекуваме еден благ пораст. Само за споредба би ги споменала 2010-2011, кога имаме запишани 467 ученика. Понатаму 2011 имаме 502 ученика запишани во прво оделение. 2013-2014 бројката е 393, што значи едно зголемување, благо зголемување. Очекуваме некаде 550 ученици да бидат запишани во прво оделение. Во интерес на временото доставување на документацијата, согласно законската регулатива, односно согласно Законот за основно образование, потребно е родителите со себе да понесат при запишувањето на ученикот на детето
кои што со запишувањето добива статус на ученик, значи да понесат извод од матичната книга на родените или копија може, дозволено е. Понатаму потребно е да достави потврда за извршената вакцинизација, односно за примените вакцини, задолжителните вакцини од здравствената институција. И понатаму потребно е да достави потврда за здравствената состојба на ученикот, на детето. Почитувани родители, подгответе ги своите деца за новиот почеток во образованието и внимавајте на рокот за пријавување кој е од 1 до 31 мај. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривични пријави против 3 лица осомничени за кривични дела, незаконит лов, перење пари и злоупотреба на службената положба. Фирма од Скопје незаконски организирала лов во штипското ловиште Конечко 2, следува крими билтенот. СВР Штип со кривична пријава против ЗС, 56 годишно лице, сопственик на друштвото Сафари Интернационал Скопје, заедно со вработениот БР, 52 години од Штип и управителот ИМ, 53 години од Скопје, се осомничени дека сториле кривично дело, незаконит лов, кривично дело перење пари и злоупотреба на службената положба и овластување. Инаку сопственикот во повеќе наврати во ловиштето Конечко 2 вршел незаконит лов и дивеч и покрај тоа што знаел дека ловиштето има статус на забрането ловиште. Второ и трето пријавените како одговорни лица во истото друштво ги пречекориле границите на своите овластувања, постапиле спротивно од заклучокот на државата, односно од повеќе наврати вршеле незаконит лов од страна на странски гости со намера Сафари Интернационал да се стекне со противправна имотна корист од наплатените парични средства. Со сторување на горе наведените кривични дела, пријавените му овозможиле на правното лице Сафари Интернационал Скопје противправно да се стекне со нелегален приход во вкупен износ од 8.556.132 денари. Пријавените со намера да го прикријат потеклото на вака нелегално прибавени парични средства, истите ги внеле во легалниот платен промет во Република Македонија преку давање на позајмици на фирми со кои директно или индиректно е поврзан прво пријавениот, а кои парични средства понатаму се префрлани на личните трансакцијски сметки на прво пријавениот и неговата сопруга. На овој начин пријавените сториле и кривично дело, перење пари и други приноси од казниво дело. Полициската станица Виница поднесе кривична и против ВГ, 55 години, управител на правното лице Димар Доел Виница. Пријавениот, знаеки дека фирмата била со блокирана жиросметка, со намера да ги оштети доверителите со купо-продажен договор, како управител на правно лице, целокупниот недвижен имот на фирмата го продал на себе како физичко лице. На овој начин пријавениот како физичко лице бил доверител на фирмата и се ставил во поповолна положба од останатите доверители, кои имале своји побарувања и ги оштетил за износ од 181.338 денари. Поднесена е кривична и против 30 годишен делчевчанец, кој сторил кривично дело, влегол во канцеларијата на директорката во фабриката, во која бил вработен и од паричникот ја украл електронската картичка, од која во повеќе наврати од различни банкомати во Делчево, Пехчево и Берово и украл 360.000 денари. Разумно користење на електричната енергија е проект со кој децата во основните училишта се едуцираат за потребата од рационално користење на енергијата и заштита на природата. Денес учениците од основното училиште Гоце Делчево Штип на оригинален начин покажаа како ја сваќаат грижата кон природата. Денес во основното општинско училиште Гоце Делчев се одржа отворен ден од проектот Разумно користење на електричната енергија. Денес во нашето училиште се реализира отворен ден, активност која е во рамки на проектот Разумно користење на електричната енергија. Проект на ЕВН кој што нашето училиште го реализира заедно со еколошкото друштво Планетум од Струмица. Во текот на учебната година учениците имале 15 работилници одржани од страна на обучувачи од еколошкото друштво Планетум од Струмица.
Денешниот ден како завршна манифестација е резултат на сите активности кои биле реализирани изминатиот период. Во нашето училиште се формира Зелен енергетски клуб. Членовите на овој клуб неуморно работеа во изминатиот период. Дека тоа е така е потврда денешниот ден, денешната програма, чии што дела зборуваат погласно од зборовите. Сметам дека сите ние преку вакви активности можеме да придонесеме, да ја всадиме од најмали нозе љубовта кај децата кон природата, да сватат дека планетата Земја не е сопственост наша, туку ние треба да ја чуваме и заштитуваме, бидејќи едноставно кажано немаме резервна планета. Претходно беа распишани литературен и ликовен конкурс на ниво на општина, а беа доделени и наградите за прво, второ и трето место за најдобри ликовни творби. Сите активности се во насока на подигање на свеста кај учениците за разумно користење на електричната енергија. Работеа на мерење на амбиентална температура во континуитет во текот на целата учебна година, ја мереа внатрешната, надворешната температура, тоа се истражувачки активности, изработија акумулација, откривање на потрошувачката на електричната енергија во училиштето и домот, дефинирање кој материјал е најдобар спроводник, кој најдобар изолатор, енергетска ефикасност, каде и како се губи енергијата во домот и училиштето, истражување за енергетски ефикасни училишта, има креативни минути кои можете да ги забележите на паноата истакнати овде во холот на училиштето. Имаше анкетирање на родителите, енергетски налепници, енергетски патроли. Енергетските патроли имаа за задача да делат флаерчиња и енергетски налепници со едукативна содржина на локалното население. Понатаму се ставаа налепници на штекерите на училиштето со порака влези вклучи, излези исклучи. Оваа манифестација е по повод Денот на планетата Земја 22 април, кој има за цел да ја подигне јавната свест за потребата од штедење на електрична енергија. Во рамки на крводарителските акции во организација на Општинскиот Црвен крст во Штип, денес акција за дарување крв имаше во лекарската ординација Самарджиски. Поводот е 7-децениската работа на Црвениот крст на Македонија. Црвен крст во Штип во организација со приватната здравствена ординација доктор Самарджиски и клубот Светлост Б организираше крводарителна акција за сите хумани луѓе кои сакаат да даруваат крв. Ова крводарителска акција е со цел да се потикне да сите граѓани бидат хумани, да дадат доброволно крв, бидејќи на тој начин стекнуваат право на бесплатно здравство, што е битен момент во ова наше општество. Дарувајќи крв ги проверуваат своите крвни елементи и своето собствено здравје, бидејќи крвта е единственото нешто што не може да се купи, а може да се дарува и секогаш да имаме потреба од истата. Од организацијата на Црвен крст велат дека одзивот на хуманите граѓани е на одлично ниво. Одзивот на хумани крводарители кои сакаат да даруваат својата скапоцена крв за да спасат нечи живот е до сега, значи на одлично ниво и се надеваме на голем пораст се до 15 часот додека трае оваа акција. Соработката со приватната здравствена установа се надеваме дека ќе продолжи успешно како што е до сега и се надеваме на уште голем број крводарителски успешно спроведени акции. Во денешната хуманитарна акција, младите во се поголем број. Јас прв пат дарувам крв и ова е нешто ново за мене. Мислам дека може да се спаси некој човечки живот со се тоа што се прави акција, па и помош кон некој на кој што им треба сето тоа. Јас дарувам трет пат крв и ова за мене е голема работа, бидејќи може на некој ќе се спаси живот и е добро да се дарува крв. За спас на нечи живот, оваа соработка ќе продолжи со организирање на вакви хуманитарни крводарителски акции и во наредниот период. Пред спортскиот блок, минути за светските актуелности во дневникот на Канал Плюс. 7 лица, меѓу кои 6 туристи од Велика Британија и Шпанија загинаа, кога мал авион со кој полетаа од Доминиканската република се урна на терен за голф, меѓу загинатите и пилотот. Италијанските власти го уапсија капетанот и еден член на посадата на бродот кој потона заедно со мигранти во близина на брегот на Либија пред 3 дена. Двајцата се задржани под сомневање дека се вмешани во криумчарење на луѓе.
Американски и украински војници започнаа заеднички вежби во западниот дел на Украина за обука на владините сили кои се борат со проруските сепаратисти во источниот дел на земјата. Египетскиот суд го осуди поранешниот председател на земјата Мухамед Морси и 12 лидери на муслиманското братство на 20 години затвор поради убиството на демонстранти во 2012 година. Борбите во Јемен ги засламнуваат институциите на државата. Од нивното распаѓање профитира пред се терористичката мрежа Ал-Каеда. Таа систематски го проширува подрачјето под нејзина власт. Денес ке се одиграт реванш над преварите во Европската лига на шампиони. Барселона на домашен терен против ПСЖ, а Баерн Минхен против Порто. Каталонците направија голем чекор кон пласман во полуфиналето и пред реванш над преварот имаат најубав резултат пред вториот меч кој ќе го играат на свој терен. На минатата средба каталонците го совладаа ПСЖ со 3:1, а она што се очекува од нив е нова победа. Вториот реванш над превара од четвртфиналето на Лигата на шампионите е Баерн Минхен Порто. Баерн ја загуби предноста со 3:1, па тимот на Португалија е тој што има позитива и ќе мора да одбрани предност од 2 гола. Гол за Порто ќе отвори возбудлива средба, иако шансите се 70-30 во корист на гостите. Во Берово во спортската сала македонски бранители се одигра последното коло од спортските игри помеѓу институциите и правните субјекти. Со одигрувањето на ова последно коло, според бодовната состојба се пласираа 4 екипи. Екипата на Арама, Гарнизон Штип со 33 бодови, Банки пошти и бензински пумпи со 30 бодови, Сдруженијето ЕСНАФ угостителски работници со 27 бодови и ПС Берово со 27 бодови. Овие првопласирани 4 екипи преку полуфиналните надпревари ќе се борат за прво место, кои ќе се одржат во петок со почеток во 19 часот со следниве надпревари. Екипата на Арама со екипата на МВР Полиција и екипата на Банки пошти и бензински со екипата на ЕСНАФ угостители. Финалето од игрите ќе се одигра во понеделник на 27 април, кога ќе се одигра и надпреварот за третото место со почеток во 19 часот. Заврши дневникот на Канал Плюс. За повеќе информации посетете нашата веб страна kanalplus.mk. Имајте пријатна вечер со нашата програма.